Здраво, дечки! За денешната епизода, пред да започнам да го објаснувам овој модел конкретно, ќе кажам само една работа. За сите мои возила јас си давам имиња. Не знам дали вие тоа го правите, ако го правите, пишете во коментар кој е вашето име на вашиот автомобил, или на мои возила, или на возила кои што ми оставиле впечаток. Ова е Петко, така да во теков на епизодава, ако кажам Петко, мислам на него, бидејќи неговото цело име е Forting Friday. Friday како петок, Петко од петок. Океј, ја разбравме се идејата, сега да го видиме Friday. Friday, инако е full електрично возило, 86 киловати батерија, една од најголемите во својата категорија, 510 км рейндж, на вака поладно време се намалува нормално рейнџот, тоа ќе го зборувам малку подоцна, но оно што мора да го потенцирам дизајнерски, бидејќи сега сме тука нели во тој дел, дизајнерски привлекал многу внимание. Ова е Forting, инаку е истиот бренд како ТПТ-вото што го возевме, тоа видео можете да го погледнете тука, и дизајнерски многу си наликуваат еден на друг, нормално, бидејќи ова е поголемиот брат, ТПТ-во е малку помалиот брат. И да, имаат некои заеднички црти кои што напред потсетуваат на Lambo, потсетуваат не од аспект дека е ископирано, туку дека изгледа така луксузно и спортски, додека позади е уникатен. Мислам, како и да го гледаме, како и да го разглобиме Friday Петко до детал дизајнерски, изгледа уникатно, оригинално, изгледа убаво, привлекува многу внимание. Но на мене што ми привлече многу внимание, сакам да ве внесам внатре, бидејќи кога ќе дзирнам вака, многу добри седишта гледам, многу добри логоа внатре и уште неколку други ситници, така да сега се префрлиме внатре за да ви ги покажам тие детали. Вау, мислам, стварно, зборот го заслужува Friday Петко, бидејќи прво дизајнерски, вака, во овој дел нема никакви драстични разлики од ТПТ-вото, истите екрани, два екрани, мислам, вака изгледа како на видум еден екран, но всушност се поделени два екрани, еден за возачот, другиот за инфозабавниот систем. Овие тркалца тука се истите како ТПТ-вото, што пак ќе кажеме нормално, истиот бренд, само ова е поголемиот брат, многу квалитетни материјали, многу ми се допаѓаат овие тркалца, но она што кажав дека мене ми привлекува многу внимание се овие зелени елементи тука низ целиот интериер, само му давате на малку по-специфичност, малце по-истакнатост од сите останати модели кои што можеме денес да ги видиме. Убави, квалитетни, меки материјали на секаде. Стварно ме фасцинира кога се компактно сработено, тоа го кажав и тогаш, еве и сега ќе го повторам. Значи тоа е едниот детал, другиот детал како што гледате се седиштата, дали предно сувозачка или возачка, не е ни битно. Убави спортски седишта на дизајн, убави комфортни седишта од друга страна, меки и удобни. Ми се допаѓа целиот дизајн ивен. Особено ми се допаѓа ова лавче тука горе кој што ставено, кој што е всушност логото на Forting. И ако ние европските брендови тука имаме конј, нели во Porsche, Ferrari, кој што ги истакнува нивните брендови, тука имаме лав, бидејќи лавот е познато кинеско животно кој што ги асоцира кинезите, така да они си имаат нивна историја зошто лавовите. И мене искрено ми се допаѓа, изгледа многу културно се тоа. Другиот момент е менувачот. Видете, ова е како BMW, како Rolls-Royce, многу луксузно, многу убаво. Не знам дали ова е некаков кристал, стакло или пластика. Убаво изгледа, стварно многу убаво изгледа. И внатре е истото лавче што го имаме и тука. И кога пуштаме амбиентално светло, како сега што пулсира тука, убаво се осветлува навечер. А навечер, да, имаме горе панорама, но тука имаме ни звездички кои што дизајнерски, окей, може да се согласам дека можеле малку поубаво да го направат, но е многу добра финта. Кој ќе пуштите навечер амбиентално осветлување, можете си одберете различни бои кои што вие сакате и сите вие звезди се осветлени. И изгледа фантастично. By the way, сега ќе ви пуштам еден кадар да го видите навечер како е осветлено, бидејќи сега не можам да ви го покажам тоа. Изгледа стварно нели фантастично. Така да од дизајнерски аспект знам дека ви расприкажав многу, ама стварно изгледа многу убаво. Од практичен елемент екраните се фантастични. Тука имаме една поголема остава со USB Type A простор.
Овде имаме две остави за шишиња, под наслонот за раката имаме голем и убав простор за остава, доле тука имаме еден голем простор за остава и уште еден USB Type-C е ова, така да убав простор за практичност и комоција. Сега ќе се префрлиме назад за да видиме како стои таму комоцијата и практичноста. Јас сум фасциниран искрено. Т5-ката беше многу комфорна, многу удобна, но ова бидејќи е малку поголемо возило, се добива и малку поголем простор тука. Стварно многу удобно. Дали ќе ги спружите нозете под седиште, дали ќе ги ставите вака, но стварно многу удобно и можете да се чувствувате комотни на многу долги сериозни километри патување. Убаво, комфорно, од друга страна ми се допаѓаат седиштата, ретко кое возило до ова, уствари не само од ова, од било која класа, нуди убави комотни седишта на задниот дел. Ми се допаѓа што се меки, што убаво ве држат и второ наслонот е едноставно многу природен за на долги дистанции да не ви биде уморно патувањето. Од практичен елемент, стварно се е практично. Јас си ги обожавам сите куќи за качалки кои што може ги најдете низ автомобил, дали ова тука горе, дали на столбов, дали тука ке се диштава, што можете си поставите јакна, кеса, ранец, не знам што и да ви текне, можете се одложите. Второ, тука ова убава остава позади седиштата, иначе седиштата и позади се стварно многу убави, се истакнуваат сите овие зелени елементи секаде низ интериеров, да има мало просторче, треба да се дзирка лево десно, затвара делот од просторот надвор за гледање, односно напред, но повторно е убаво и се широко, тоа ме фасцинира што е многу широко и дури кога ќе се седне на средниот дел, може торица патници да седат тука комотно на подолги дистанции. И оно што е дополнително по добро, што на долниот дел во средина имаме речиси рамен под, има нека блага висина, но не е тоа воопшто страшно. Може да се стават нозете дали во средина, дали од страна, нема никако да си пречите, што е супер кул. Од практичност тука имаме USB Type-A, имаме една голема остава за телефон, наслон за рака со две остави за шишиња, Isofix куки кои што лесно се стигаат. Интересен момент е ова кајфче тука за појасот, кој што го држи, кој ќе испуштите седиштата да не ви бега лево или десно, така да супер практично. Јас сум едноставно фасциниран до сега. А сега ќе да го видиме багажниот простор, за да видиме дали едно големо семејство може да се спакува и да оди на пат. 480 литри багажен капацитет, што е стварно фантастична бројка за секое семејство да може да си стави доволно багаж и да оди на поголемо патување. Речи си рамна е ивицата на даската со браникот и го леснува товарањето и стоварањето на потежак багаж, бидејќи нема да дојде до гребење. Ова ивица тука би ја има, но би ја сметал како предност, бидејќи на таков начин го подигнува некако багажот и го трга од гребење на браникот. Што е супер. Инаку под оваа даска тука имаме сет за репарација, но мислам дека може да се добие и големо резервно тркало во дополнителна опрема. Од страна има некои мали остави кои што можете да ги искористите за течности, за брисачи или не знам што и да ви треба, крпи и нешто така. За жал, тука нема ниту една кука и за качалка. Не знам зашто, напред имаше, ме фасцинираше, тука нема ниту една, ме разочаруваш малце Петко за оваа работа, не е ништо big deal, ама едноставно би сакал да има за да можам да закачам кесе или било што, да не ми тропка низ багажов. Убав, голем, просторен, можете ги спуштите седиштата, лесно се спуштат од овде или од страна ако треба да кружите, едноставно убав, голем, практичен багажен простор. Електронско отварање за затварање на вратата, а сега ќе почнеме да го возиме Петко за да видиме што нуди од автономија, перформанси и комфор. Сигурен сум дека приметивте дека станува збор за штипско возило. Фортинг како бренд можеби веќе го знаете, како што кажав, од ТПТ-вото, но овој модел конкретно го добив од Штип, од Хамачи, можете го најдете кај нив исто така. Цената изнесува 39.900 евра, како што кажав, има 85-86 киловат часа батерија, произведува 150 киловати, односно 201 конска сила од прилика. Убави перформанси, тоа е што треба да знаете вака грубо за Петко, за Friday, но ајде да навлезам малку повеќе околу возните карактеристики на Friday. Околу возните карактеристики на Friday,
а она што треба го знаете дека тие 200 конски сили што ги има на располагање се сосема доволни за едно нормално функционирање. Кај електричните возила некако сме навикнати дека треба да имаме онаква огромна ударна моќ, да не залепи за седишта, да не катапултира. Реално тоа го може, но не е таква ударната сила како, не знам, пример во Тесла што сум ви покажал, или во некое друго електрично возило како Ford Mustang Mach-E, но до некаде и разбирам. Ова е едно фамилиарно возило во кое што стварно нема да имате таква потреба да се докажувате на некого колку е всушност брзо. Интересно е, да, но интересно е, тоа го имам приметено кај електрични возила, интересно е тој момент да го покажете во неколку моменти пред другари, пријатели, чисто да покажете што може колата, после тоа веќе никој пат нема да го искористите, освен ако не сте ентузијаста као мене, па од време на време може да ја спукате. Иако има 3 различни драйв мода, преку ова копче тука можете да ги одберете, како сега мене што ми е во еко, имате нормал, имате спорт. Тоа се 3 различни режими на возење, односно ви овозможува да е малку пореспонзивен од еден до друг режим на возење, што е супер, што стварно има разлика. Искрено јас до сега најчесто 90% од времето го возам во еко, нормално за заштедам што е можно повеќе батерија, да имам што е можно повеќе километри и дополнително на тоа, како и сега кога сум на автопат, ми треба да бидам што е можно поекономичен. Искрено, ај вака, тука ќе започнам со една критика да кажам и ќе напоменам уште неколку други работи кои што ги приметив, кои што сакам да ги напоменам како нешто што мене лично ми фали и ќе го образложам тоа точно на што мислам. Првата работа е тоа што околу екранот, кои што се фантастични двата екрани, убава респонзивност, убава слика, убави бои, супер. Но пред возачот сакам да имам малку повеќе информација, односно повеќе графики, информација имам доволно. Доле во аголот ми пишува мене колку посто батерија имам, уште колку километри можам да поминам, но би сакал да има малку повеќе графики, некако се навикнав на тој момент да има повеќе слики во кој режим возам, како троши батеријата, каде надополнува. Мислам, сето тоа е објаснато, но едноставно би сакал да имам малце повеќе опции за избирање, да одберам која слика сакам да ја гледам. Друга работа која што ќе напоменам како критика е тоа што немам доволно конекција помеѓу возач, волан и тркала. Мислам, имате одлична контрола над возилото, во секој момент знаете што се случува, како ќе изреагираш, како вие ќе изреагирате на сето тоа. Добра контрола, но едноставно многу се мали нијансите. Сега јас го споредувам ова, бидејќи имам извозено стварно голем број на возила, добро искуство сметам дека имам после толку многу возила и можам да приметам минимална разлика зборам сега од премиум возилата. Тоа е интересното кај Петко, што го споредувам веќе со премиум возила и тука има минимална разлика на таа контрола што јас би сакал да ја имам. Нормален возач, како што е предвидено и ова возило за нормален фамилиарен човек, нема да ги примети тие разлики, ќе му биде фантастично возењето зад волан. Јас ова чисто го кажам, ако некој со слично искуство како мене седне зад волан и го осети тоа, ќе се каже, чека малце Кирил, зашто ми каже дека има толку добро искуство зад волан, кога ми фали конекцијата да е малку подобра. Друга работа што ми фали е, пак ќе кажам, околу режимот и околу кочницата. Би сакал регенерацијата да можам да штелувам да биде малку поголема, односно да се избирам во кој момент каква сакам да биде. Супер е, има регенерација, но искрено во одредени моменти, особено во град, би сакал да е малку поголема. Дури еве кога сум во еко, ми фали да е малку поголема таа регенерација. Сега, тоа беа, да кажам, негативните коментари, не се некој big deal, но морам да бидам искрен и да кажам се што мислам за Friday. Сега, позитивните, најклучниот момент при возење, што мене ме фасцинира,
е звукот. Мислам, тишината, комфорот. Во моментов сум на автопат, возам со 100 км на час и не знам дали вие можете тоа да го осетите колку е всушност тивок. Да, електрично возило ќе се каже да почекам маца нормално како ќе биде тивок. Нема мотор со внатрешно согорување да клокоти и да прави бучава. Точно, но кај електричните возила на автопат кој ќе се излезе, особено ги слушате сите звуци кои што ги примаме од надвор, од надворешните влијанија. Дополнително на тоа, најчесто како најголем проблем што до сега сум го осетил е звукот од гумите, шумот, и исто така најчесто имало од ретровизорите бучава. Јас стварно не можам да ви доловам ако ви ова не го слушате. Сега ќе заќутам некоја секунда. Возам со 100 км на час. Многу е тивок. Многу е тивок. Многу добра изолација, но и многу добар дизајн на аеродинамика што направиле едноставно да нема никаква бучава. Јас се движам во моментов на кај Штип и неколку пати транзитирав на оваа релација баш со Фрајдеј. Јас во ниту еден момент не почувствав било каква зголемена бучава од ова. Иако знаеме кај Штип има малку повеќе ветар, целиот овој предел дека има повеќе ветар, повеќе бучава би требало да има, апсолутно никаква. Стварно ова ме фасцинираше. И ова е еден од клучните елементи покрај дизајнот од надвор, од внатре, комфорот, практичните елементи. Ова е еден клучен елемент кој што мене ме фасцинира и затоа едноставно ми го доближи како да е мој. Или како да би сакал или да би се снашал ако е мој Петко. Друга работа која што ќе ја напоменам тука е всушност потрошувачката. Веќе полначите во нашата држава започна да се наплаќаат. Има цена од 25 и 30 денари за киловат, што кога полнев, кога пресметував неколку пати колку Петко мене ми троши, колку мене сето тоа ми чини, пресметав дека во споредба со дизел возило, тоа би излегло како да троши 6,5 до 7 литри дизел гориво, што за еден ваков габарит од возило, што за си возам најнормална брзина, не внимавам апсолутно никако да биде нели што е можно по ниска бројката на потрошувачка, но ставно таа бројка на овие перформанси е стварно интересна, многу прифатлива, бидејќи да бидеме реални, возило од овој габарит нема да троши толку малку. Зборам 7 литри е комбинирана потрошувачка, бидејќи се знае дека електричните возила на отворено потрошувачката е малку зголемена за разлика од градски услови, и дополнително на тоа мора да се напомене дека во моментов е зимски период, доста постудено време, доста поладно и нормално дека тоа резултира со по-намален рейндж. Сега кога сме околу рейнджот, неговиот рейндж фабрички изнесува 510 километри со едно полнење. Во овие моменти на оваа температура што мене ми се движеше од 0 степени 5 во моментов до -2, изнесува 440-450 километри, што е повторно една убава, добра, сигурна бројка. И сето тоа едноставно ми дава сигурност како сега да транзитирам повеќе и на подолги дистанции, да немам никаков проблем. Иако кај електричните возила мене лично ми е проблем, страв да кажам дека морам добро да се организирам каде ќе застанам, кога ќе застанам, колку ќе застанам, да наполнам, дали ќе има полнач, каде ќе има, колку време треба да чекам. Искрено тоа некој пат така знае да ми направи страв. Дали ќе стигнам со таа километража, дали некаде ќе ме зезне полначот, бидејќи еве уште еднаш ќе дадам еден огромен апел дека мора државата да инвестира повеќе, многу повеќе во полначи, да има, бидејќи се зголемува бројката на електрични возила, но исто така за да не мотивираат, треба да имаме ние добра инфраструктура за да може ние да едноставно да се охрабриме, бар да имаме возило за градските услови, како што во Скопје пример има
такси компании и може да возат и електрично возило. Инаку околу стабилноста е прилично стабилно возило, стварно, дали во град, дали вака на автопат, стварно, нормално е физички дека е малку повисоко возило, дека ќе се чувства одредено минимално клатање, но тоа е компактно направено да ви изненади како кинеско возило, бидејќи се уште гледам дека кај нас има големи предрасуди, иако кинезите се веќе многу напреднати, многу сериозно навлезени на европски пазар. Forting Friday нуди стварно добра стабилност над возилото, особено на кривини, особено на поголеми брзини. Јас се чувствам многу сигурен тука внатре. И едно семејство, ако земеме да го размислиме како фамилиарно возило, ќе се чувствам многу удобно тука и стварно ќе биде многу комотно за патување. Го испофалив, му дадов некои критики, имам уште некои критики кои што пак ќе кажам, тоа е до мене, би сакал воланот малку да е помал. И исто така околу радиото, знам дека ова е потребен тука апдейт да се направи. Тоа го имам приметено кај поголем број на кинески возила. Околу радиото, знае некој пат да се измеша со радиостаниците, да не може доволно добро да најде станицата или да го губи сигналот. Тоа е некоја работа која што ја напоменувам, но искрено, како и сега мене што телефонот ми е врзан со системот, верувам дека и вие тоа ќе го направите, верувам дека ќе си слушате музика од телефон, навигација од телефон, така да тука нема многу да давам големо значење на таа негативна критика. Вреди само да се напомене дека Forting Friday богати со многу безбедносни системи како задржување во лента, предупредување од напуштање на лентата, темпомат, радарска контрола, исто така можете да имате автоматска кочница, многу добар систем на паркинг сензорите, паркинг камерите, 360 степени на паркинг камери, кои што тука имате на копче, можете да веднаш да си пуштите или кога ќе ставите в рекверс да гледате што се случува околу вас. 360 степени камерата е стварно фантастична, во секој момент можам да видам од кој агол што ми се случува околу возилото. Многу добра графика, јас сум фасциниран и од уште еден момент кој ќе дадете жмигац лев или десен, веднаш ви се вклучува таа страна за да видите во тој агол дали ќе го закачите ивичњакот или има нешто друго за да видите. Тоа исто го зборав и за ТПТ-вото, така да многу интересна опција, многу добро опремен. Плюс на сето тоа, во моментов, покрај што си ги пуштив греачите за да ми биде стварно убаво и топло во овие ладни денови, тука имам едно копче, си ги пуштам масажерите. Имате еден тон различни опции да си бирате, дали сакате како мачо да ве гази, дали сакате силно да ве притиска, рамномерно, диагонално, фантастично, уживанци. Сума сумарум, да резимирам, Forting Friday е стварно возило кој што ми остави впечаток, кој што би ви кажал, ако размислувате за електрично возило, ево го Friday, стварно сериозен модел кој што вреди да го погледнете и да го имате во топ 3 возила кои што треба да ги видите и да одберете од кое ќе дефинирате да го земете. Така да не за џабе му дадов име Петко, бидејќи сега кој ќе го вратам, искрено малце ќе ми биде криво, бидејќи за секојдневно возило совршено се снаоѓам со него. Искрено и за подолги дистанции би сакал да се искусам да направам еден круг околу Македонија со него, да видам еве околу полначите како можам да се снајдам, дали рейнџот ќе биде намален во одредени потешки ситуации, колку време ќе треба да се полни, да губам време, така да ајде да видиме дали сакате ви да видите на таква епизода и ако сакате пишете во коментар. Нормално направете сега и subscribe сите оние кои што немате направено, бидејќи RPM е најпопуларниот автомобилски YouTube канал. И се гледаме наскоро со многу нови видеа. Чао!